Почитувани колеги советници, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Во основа на член 39 од Законот за локална самоуправа на РМ, службен вестник на РМ број 5/02, член 15 од статут на општина Росман и член 58 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Росман, службен гласник на општина Росман број 7/06 донесува решение за секување на 16-та седница на Советот на општина Росман. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластени предлагачи, а врз основа на член 60 Деловникот на Советот на општина Росман, го предлагам следниот дневен ред. Пред да го прочитам дневниот ред, да го изгласаме записникот од минатата 15-та седница на Советот на општина Росман. Дали некој има забелешка на записникот на 15-та седница? Што нема никој, го ставам на усвојување кој е за. 8 за. Значи, минатиот пат ми остана неизгласан записникот од 13-та седница на Советот на општина Росман. Мислам дека минатата седница договоривме да тој записник го ставиме за гласање. Дали некој има забелишки на овој записник од 13-та седница? Павле Павле? Благодарам, председателя. Почитувани колеги, немам забелешки на записникот, само имам тука горива, масла. Која е причината за расходи? Значи пише тука побараме фактури за колку гориво е истрошено. Не знам зошто не се доставува, значи воја уште записник од 13-та седница. Сега ни е веќе 16-та седница, значи пред 3 седници, уште тие фактури не се доставени. Значи побараме да ни кажат колку гориво е потрошено на општина Росман. Само тоа беше, ништо друго. Немам забелешки на записникот, али тоа стои у записникот и уште до ден денеска не е одговорено. Тоа сакам само да потенционирам. И да бараме одговор да ни дадат за ова прашање. Благодарам. За наредна седница. Дали некој друг има забелешка на записникот? Нема никој, го ставам на усвојување кој е за. 8 за. Дневен ред. 7 значи? Добро, 7. Кој е против? Воздржан? Јас сум воздржан. Кој се воздржан? Не рече заче бидеш кога се стоиш толку брзо. Следното сообщение. Да. За горивото, тие што се сметите за горивото. Значи дневен ред. Точка 1. Предлог комисија за елаборат и процена од комисија за процена на штети од елементарни непогоди, мраз, слана за општина Росман. Точка 2. Предлог за дополнување на програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општина Росман за 2022 година врз основа на поднесени иницијативи од физички и правни лица. Тука има подточки, тие после ќе ги поминеме. Точка 3. Предлог програма за енергетска ефикасност за период од 22 година до 24 година на единицата на локална самоуправа Росман. Точка 4. Предлог решение за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот на општина Росман за период од 1.2022 година до 30.2022 година. Предлог решение за усвојување на квартален извештај за извршен буџет на општина Росман за период од 1.1.22 до 36.22 година, втор квартал. Точка 6. Предлог решение за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот на општина Росман од период 1.1 до 39.2022 година, трет квартал. Точка 7. Предлог решение за давање согласност и усвојување на извештај за работата на јавно предпријатие и комунални дејности Росман. Точка 8. Предлог решение за усвојување на одлука за отпис на расходување неосновни средства из расходување на основни средства
и ситен инвентар во собственост на јавното комунално предпријатие Росма. 9. Предлог решение за усвојување на одлука за утврдување на висината на цените за вршење на услуги према правни и физички лица. Точка 10. Предлог одлука за утврдување приоритет на проекти. Точка 11. Разгледување на барање за финансиска помош поднесена од физички лица. Дали некој сака да дополни дневниот ред? Нема никој. Треба да се иземе точката, два точка. Која точка се изема? Па е ова иницијатива. Таа е ставена како точка 2 и ќе оде на гласање. Може да земе. Шо? Ќе оде на гласање. Ова точка е. Па таа е за хидроцентрала. Нема доставено ништо. Ме луѓе да достави ако не стигате. Ти објасни луѓе да дадат документи, се да ги викнаме да дојдат. И како што има врска? Шо објасни? Се што треба се што бар се ти објасни. Што не ти е јасно? Што луѓе да дадат документи се и ти објасни правно се. Што ставиме на гласање ако не помине, не помине, што помине. Збогом. Спременим се граѓани, знаеш. Нека ме гаѓаат, сега ако ме гаѓаат, што да правам? Ние не можеме да луѓето сакаат да инвестираат во нешто, а не да ги кочим. Добро, ајде си, очи не Пауза. Го ставам дневниот ред на усвојување. Кој е за? 37 за, против? 1 против. Значи, одиме со прва точка на дневниот ред. Предлог извеше со елаборат и процена од Комисијата за процена на штети од елементарната непогода мраз слана за општина Росума. Дали некој има збор за оваа точка? Нема никој. Ја ставам на гласање кој е за. 8 за. Одиме со втората точка. Предлог за дополнување на програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општина Росма за 2022 година врз основа на поднесени иницијативи од физички и правни лица. Точка 2/1, иницијатива број 12, тврдичка 410/2 од 13.10.2022 година за урбанистички проект во опфат на урбанистички план за изработка на МХЦ, дел од катастарска парцела број 376/1 од КП КО Трстеник. И ставам оваа иницијатива на гласање. Ги не може да гласа. Зошто? Дали, добро, извини, дали некој бара збор за оваа точка? Павел Јошев? Почитуван градоначалник, почитувани жители на општина Росман, почитувани колеги советници, почитувани медиуми. За жал, ова хидроцентрала во атеот на селото Трстеник ја разгледуваме не знам по кој пат. Значи, ваква исфорсирана и неподкрепена иницијатива и ние, советниците, не делуваме тука, че се изразам од минатиот пат со заврзани очи и треба нешто да гласам. Значи, на сите да му биде јасно, на сите инвеститори во општина Росма, и идни и сегашни, треба да сватат и да знаат дека Советот на општина Росма е тој што одлучува заедно со градоначалникот. Значи, ние сносиме голема одговорност пред граѓаните на општина Росма, заради тоа што тука доаѓаме повеќе политички партии, но ова сега што го дискутираме е заедничко за сите, без разлика од која политичка партија доаѓаме. За оваа говорница е говорница за информирање на јавноста и на жителите на општина Росма, заради тоа што луѓето се информирани за оваа хидроцентрала и бараат од нас советниците отчет дали ќе гласаме за или нема да гласаме за, ако гласаме за, зашто ќе гласате за, бараат мало појаснување. Не мало, туку големо појаснување, заради тоа што тој канал за наводнување е екзистенцијата на повеќето жители во општина Росма. Да
ги информирам граѓаните на општина Росоман дека пред да почне оваа седница дојдоа представници на Монтинг, управителот, техничко лице и правно лице од нивната компанија, каде што морам да кажам дека нивниот став беше дрзко однесување према нас колегите советници, тоест почитување, тотално непочитување на оваа институција. Зошто? Заради тоа што невкусно беше нивниот однос према нас. И минатиот пат дадов, како техничко лице, дадов низа појаснувања, низа недоречености за оваа хидроцентрала и сега и овој пат ќе дискутирам заради тоа што минатата седница и оваа седница граѓаните ќе ја запамтат и многу брзо ќе дојде пролет и ќе дојде сезоната за наводнување и исходот од оваа гласање, јас пак повторно ќе кажам, не го знам како ќе испадне, но да знаете дека сите ќе сносиме одговорност и сите ќе се знаат кој гласал за, кој гласал против, кој гласал воздржан, заради тоа што ние не добивме доволно информации за да правилно одлучиме. Значи, не добивме доволно информации за правилно да одлучиме. Зошто? Минатиот совет донесовме еден заклучок каде што подпомогнато од правната служба на општина Росоман го дефинирахме тој заклучок и каде што советот едногласно со 9 за одлучи да ни достават копија од оригиналниот договор, извештај од SCADA системот и анексите што се склучувани кон тој договор. Од страна на представниците на Монтинг ни кажа дека тие податоци што ги баравме не се од јавен карактер и морале да добијат согласно со нивниот јавен партнер водостопноство Тиквеш. И ние, некои од нашите колеги советници нестрпливи за да ги видат овие резултати и извештаи и договори, нашата идеја беше да доставиме до водостопноство Тиквеш за да ги добиеме овие согласно за да ги добиеме овие информации, за да ние следниот совет одлучиме правилно. Така да, за појаснување зошто е нашата дилема и зошто е вознамереноста кај граѓаните на општина Росоман за оваа хидроцентрала, заради тоа што во првишниот договор во 2015 година таа втора хидроцентрала која се инсистира е на излезот од Тиквешко езеро, а сега тие заради тоа што од нивното објаснување дека постоечкиот канал бил во ерозирана состојба, дека не мало да го издржи притисокот, дека ќе се случиле поплави и одлучиле да ја стават оваа втора хидроцентрала во постоечкиот објект со минимални зафати, со помал капацитет, така да тоа е нивниот став. Повторно ќе кажам дека ниту имаме информации тоа што баравме, колку произведуваат, колку потрошиле. Ни беше доставено на увид некои нивни извештаи, но не извештаите од SCADA системот. Значи, тие нивните извештаи не кореспондираат со оние извештаите од SCADA системот каде што автоматски се вршат записите на потоа добивме информација дека ние можеме да ги видиме сите информациите биле од јавен карактер на ова хидроцентрала, дека можеме ние да ги видиме во секој час, во секој ден, во секој месец колку произведила таа. Но повторно се наврчуваме тоа, дел од колегите советници немаат стрпење да изчекат уште еден месец и упорно ја форсират оваа точка за да некако помине. Пак ќе кажам дека свеста треба да преработи, дека се станува збор за витален проблем на општина Росоман. Ќе се изразам народски, да не си ја сечеме грамката на која седиме. Поставив неколку технички прашања, колку што можев да поставам. На тие сите технички прашања мои не добив јасен и прецизен одговор, добив од нивна страна одговори во завиена форма и искривени одговори. Така да апелирам свеста да преработи кај нас и дека оваа иницијатива, нивна иницијатива не е во интерес на граѓаните и доколку не знам како ќе испадне исходот, дека ние советниците
сносиме одговорност. Да, гласав во 2015 година, 2016 за таа иницијатива, но исто така бевме заведени, советниците, како сега што сме заведени и неточни информации. Значи, едно се кажуваше, друго се изработи. Значи, не ни беше доставен договорот, не ни беше доставен извештај од СКАДА системот, не ни беа доставени анекси на договорите, но јас еве ветувам пред граѓаните на општина Росомо, че ги истражам следниот совет овие информации и че ги споделам со сите жители на општина Росомо колку таа потрошила вода, колку произведила струја и колку остварила профит за 2021, 2020, 2019, а на сметка на тоа во општина Росомо се одлеале 0 денари. Значи, општина Росомо во овој момент нема никаква придобивка од таа хидроцентрала. Значи, водостопанство Тиквеш претходно беше Росоманско поле, можеби ако беше Росоманско поле, че беше окей, но сега на централно ниво фактички општина Росомо нема никакви бенефити од оваа хидроцентрала, само че имаме штета за граѓаните општина Росомо, тоа е за наводнувањето на нашите површини. Толку имам да ви кажам, јас јавно кажувам дека ќе бидам против оваа иницијатива. Благодарам. Благодарам, Јошев. Дали некој друг за разбор? Нема никој. Значи, јас морам да кажам нешто. Значи, колега, мислам дека што јас работев таму, реков дека минатиот пат има нели и во сезона работа централата и во сезоната, и за да работи во сезоната централата треба помала количина вода, таа што тече во реката, они сакаат да прифатат таа вода и да работат таа мала хидроцентрала. Општина Росомо не да нема чар, че таму имаме запослени луѓе, го асфалтираат патот во Трстеник, во селскиот пат, два патишта во Трстеник асфалтираат. Значи, сепак има општина Росомо чар одив, може директно општина да и сепак зимат и општина да има чар за да одработи на таа хидроцентрала. А луѓето во општина Росомо треба да ги информираме дека после секоја сезона или пред сезона треба да се направат договори со Тиквешко поле Кавадарци за тоа што водата после цевководот наално, ние имаме проблем после цевководот камено наално со водата, не од таа страна река. Значи, треба луѓето да бидат спремни и да тужат водостопанство. Јавно стојам за тоа и јавно кажувам дека луѓето во Росомо што имаат штети од што водата не е пуштена на време, само треба да тужат водостопанство или пак сите заедно да се собереме со и градоначалникот да напишеме на барање до владата Тиквешко поле на времето водата пушташе на 15 до 1 април водата беше пуштена во општина Росомо. Последните години Тиквешко водостопанство водата не ја пушта на време. Не е друг проблем. Само проблем што на време не се пушта водата. Затоа треба да се тужа водостопанство и водачи има стално во Росомо. Тука е проблем, друго ништо. Че иницијатива како иницијатива луѓе се поднесуваат и треба да поддржиме иницијативата. Секоја фирма што ни само даваме правец на луѓето дали ќе да работат, ние не се тие што му одобриме пари да го прават тоа. Или ќе му дадеме, ние можеме само да даваме иницијатива да одобруваме да се предложат со документи. Може и влада не му да дозвола за граѓаните. Тоа е натаму нивна работа. Толку од мене. Пауза да се само. Јас знам збора. Добро. Ајде, Јошев. Председател на совет што ова го реплицирам, викаш вишковите на вода, за вишковите на вода е таа турбина да се стави. Па ни тоа го сакаме да видиме, дали има вишок на вода или нема вишок. Те извиштите тоа кажуваат. И сега, инвеститорот на таа хидроцентрала упорно не сака да ги дава информациите. Јавниот партнер дали че добило согласно, дали че добило согласност. Ни не, ако и мината седмица кажа, ако сето е во ред, извештајот од СКАДА систем, ако е окей, ние ќе дајме согласност. Ама ние мораме и да даваме отчет кон граѓаните, че кренеме тука сите заедно.
И направя, че снема вода, че бе, изгласате за хидроцентрала. Отговорността е много голема, наша е голема, много терет носиме, много, багаж. Па затоа се съветниме, колега. Па за това сме колеги. И аз не гласам за неразчистени, недоволно Това е подкрепени. право. Да. Така Това е- да, вишок на вода, ти не я знаеш дали има вишок на вода. И аз знам, информирам сме дека по отделните населени места, като Веничани, Градско, някои ниви от община Росома, нямат добро ниво за водоснабдяване. Няма добро ниво за водоснабдяване. И това, иако много земени, много ниви не се обратуват. Иако не се обратуват много ниви. А що ако почнем да се обратуват, сега имам информация дека ова Душан Чирич е нов инвеститор, къде ще насее лешник или било што тамо, къде ще го нареде цело капка со капка, едни големи површини, къде ще взима голем дел от таа вода за наводнување. После ще запрашам дали има вишок на вода или нема вишок на вода. Ако нема вода, как ќе взима? Тоа ще видиме дали че има вишок на вода. Ама ако нема вода, как ќе взима? Значи викте вика да нема. Значи има вода. Че по самиот договор, он си има ставено кубикажа на вода, каде ще не може да ја потроши за 500 работни дена. По самиот договор. И он е защитен от сите страни. И сега, ние му викам, тебе да видим колко произведваш. Колко трошиш вода. Да видим, да бидеме ни спокойни, мирни, като си легнем ја вечер да бидам мирен. После гласањето не знам како ќе биде исходот, напред, пак од оваа говорница, ќе дискутираме за немињето на вода во канал за наводнување. Благодарам, Јошев. Дали некој друг има збор? Аз мислам дека треба да се одложи разговорите. Не може да се одложи, бе. Водостопанство е јавно предпријатие. Може да ни доставя ОНУ. ОНУ ќе биде гаранција, тука ќе дојде некој представник од водостопанство, на говорница ќе каже, да биде забележан и ОНУ, дека е тоа така, да знаеме ние дека тоа ќе биде така. Што е проблем за да дојде од водостопанство, аноли, маноли, баноли, кој даде да каже тоа 3 збора? Не е пено. Една седмица разправаме, сега пак разправаме. За исти работи. Само тук и тоа празно упълно. Ама не е така. Значи ти, айде стани на говорица и кажи го това. Сега не можеш да така. Ако не можеш да станеш, там не да фрли. Гласай како мислиш. Значи твое е право да гласаш. Значи вода. Аз, сега морам да стана. Значи, во времето на системот, на разделна станица... Не си ти да кажеш за вода, Джими, ти си председател на СОН. Не си представник на водостопанство. Нека дойде представник на водостопанство. Чекай, аз вземам збор, а ти ако не да зборуваш, изпадни надвор. Значи аз вземам збор и слушам, ако не ме слуши, изпадни. Значи порано во Тиквишко поле имаше на разделна станица 6 души вработени. Имаше 6 души вработени на сифона на Трстени. Имаше 6 души на сифона на Каменов. Имаше 6 души на Крушевичка река. Значи тоа се места кај што Тиквишко поле сега ги нема тие вработени, а функционира тие скара системот со врат. Значи тоа пак го работи инженери од Тиквишко поле. Значи таму не го регулира таа вода. Проблемот е кај не само ако на време не се пушта вода, друго ништо. Че луѓе треба да го барат на време водата да се пуште во системот. Па бараме на остап не. Па Игор, не се бара на улицата. Ви барате на улицата вода. Па е улицата беме со градчанкот кај директор на водопазването. Како го не се информира? Како ти не се информира за проблемите со водопазването? Јас само кажам дека треба да се бара. Тези не тези. не си информиран ти си. Игор, како се лично до сега? Абе, јас кога родев таму, ти не беше роден, не заебава. Абе, било поминало од тито време, да си старци. Вака сега, јас сум стари за да знам. Еднак да, окей. Дај некој друг име збор? Не. Нема фу, бе. 12 биде седница. Нема фу, шо фу. Тук сме да не дискутираме, не да пучим смокови. Едно ще кажа. Значи во самиот договор, он е толку подкрепен со договора. 93-95 милиони метри кубни вода да потроши на вода. И самиот сега се демонтираш на вака. Вика, нема вработено таму, нема вработено таму, нема вработено таму. Од кај да го знаеме ние сега, он колку пушта во централата, колку пушта за системот за наводнување. И ние сега викаме, за да бидеме ние, да гласаме тука, да бидеме подкрепени со вакови. Да видиме дека тоа е стварно така. Кога има потреба канал за наводнување, се пушта
вода, што ако он во месеците за наводнување троше вода за 2 мегавати со 1400? Што ако е така? Во месеците мај, јуни, јули, август. Што ако е така? Чија е одговорност? И сега он знае дека и во месеците за наводнување работе централата, 100% сум сигурен, тврдам на оваа говорница дека неговиот капацитет за производство на електрична енергија е до максимум. Кој него го контролира? Никој не го контролира. Значи, викате на поговорка, пред бројките и фактите боговите молчат. И ни викаме, ако ни доставиш бе друга факти и бројки дека е тоа така, што го говориш. Че го говорят пред вас. Океј. И тоа, и ние одиме, си спиеме дома мирно. Одиш и легнувиш, викаш, океј. Сега, нема водостопан се тикваш, нема 3 месеци плата земана, нема водари не одат на сифона тамо, никој не знае што се случува, Игор Милев и Александър Милев. Војате, луѓето се вработени таму и си го работат својот дел. Но ние не знаеме дали е задоволени потребите на жителите на општина Росман. Јас тоа го говорам. Нека ни дадат извештај колку потрошиле вода и колку струја произведиле во тие месеци кога за наводнување. И точка. Може, Пено повели. Чивак. Јас не сум против ништо што се гради и што се прави. И во не е проблем, никој голем проблем. Што не може да се реши. Мислам дека треба да се одложи за наредната седмица. Нека дојде представник од водостопанство, нека потврди тоа што треба да го потврди. И мислам дека ќе нема проблем никој, нити он. Не е устно, Пенчо, не е устно. Имате што да потврдат тоа. Подкрепено со извештај. А не зашто се брза само, зашто се брза и толку енергија се троши, зашто да не се... Интереси на поединци. Зошто се брза? Интереси на поединци сега. Се гледат нас проти една... Јас ќе гласам за тоа. 4000 жители. Ќе гласам за тоа. Јас сум да се прави да се, зашто да не се искористи максимум капацитетите што може да се искористи да се прави енергија па нарочно оваа криза. И тие таму 30% да ги искористи, зашто да джари таму. Не знаем дали така. Ама дај нека кашо барат веќина од тук да се потврди нешто, нека се потврди. Тоа ќе е готово, ќе гласаме си. Јас ќе гласам за. А да бидеш сигурен дека е тоа така? Благодарам, Јошев. Јошев Пенчо. Јошев. Најдите се справяме днеска. Да се одмориш. Морам ја да станам и морам да кажувам Јошев. Не, значи без разлика, ти превише да доте правец на оговарање и на озборување. Значи системот Иванче, бага се. Значи човекот ти даде да работи на системот, да скара системот убаво, да го погледнеш колку работели. Извештај колку работели, колку месеци во годината. Значи да дајдеш колку работели, колку има. Значи многу убаво да го. Не знам зошто бараш тоа. Многу колку ќе се да ги изработите тие. Значи он работи толку, ти кажа, еве да извештај колку сработиме. Сега нека го пушти цел канал. Чекај, Пено. Значи, луѓето многу коректно постапиат. Сега џабе ви прави, може да правиме ова што сакаме. Луѓе се доаѓаат со документи, со факти дека колку потрошиле вода. И према тоа ние сега не можеме да судиме колку они ќе потрошат. Че не се суди. Писни советници му даваме да градат, не му даваме. Крај. И се треба ни да одлучиме. Тоа е цела работа. Благодарам. Ајде, Павле, ти кажи. Чао те мучих тебе. Така, со оглед дека гледаме дека не идоме на многу недоразбирање и јас би кажал да се, еве да повлечеме оваа точка, да не испаднеме дека сме против нешто што се граде. Лошо е да направиме еве таква работа, да не биде, да нема градби, да направиме еве нека се допрецизират тие работи, нека го дадат уште тие договор. Кај биле толку е више ни дојде преку глава централа секоја седница, дајте малку да биеме. Еве дека и они нека бидат малку по-конструктивни, нека ги донесат тие документи, да завршиме еднаш и крај. Да повлечеме да не биде кутната. И ја би гласал, еве нека ги достават тие договори да биде се регуларно, тие сме изложени пред народ. Сите сме, не само јас или сите знаете како и што е. Мислам дека така е најдобро да не бидат и они отфрлена и нивната иницијатива. Благодарам.
Предлогот на гласување Пенчо направи. И тогаш ќе направиме вака, ќе оставиме предлогот на Пенчо да донесе, они сега луѓе да донесуваат договор, он кога донесуваат договор никој не ќе го види. Момент, ама не го дават, они не го дават да го пресликаме ние да го гледаме, веќе има одјавен карактер документ што не може. Не е така. Ако е согласен јавниот партнер, ќе го даде. Не, значи, не би требало мене податоците за нивното, значи, не би требало првите страна. Нека не го даде тоа што не интересира нас. Значи, договорот не интересира тие членови. Членови што Не, А добро, цел натке, ама на, Само има спецификација какви турбини, какви ставило, какви бидат проектирани, а не ги ставило тие, значи се има таму. Се пише. Нас не интересира. Дали он ќе държува кон Не, договор, не ги ќе направи, ќе направи само со договор, не да направи. А ред се дали се да направи. Ще гласа. Само не се потврди тоа дека има вода за nama. Не ќе не интересира. Ама, Пенчо, Ама Пенчо, луѓето донесуваат убаво договори, да увид, да ги видиме сите кои што сакаш да ги види. Да, па за тоа го правиме муабет. Значи, гај сега, луѓе го донесуваат договорот до кој сака да го види. Никој не ќе го види. Па ја му поставувам беше имам да вика. Ама зошто го- да што технички детали, а истите детали ги има со тој договор. А од него зема договорот да го види. Па ја го поставувам, он го знае тоа. Ама- Зошто не ми одговори? Ама Иванче, ти требаш да си го земеш договорот во раци. Не, испочитувам договор. Не можеме и да судиме за тоа дали почитуваме или И како не. не? Па зошто го земеме, брат? Значи била едно предварително. го стави го на глада, ако влече ми ајде, што пак почне да биме посвесни, сега моментално иде и нешто и они што кажуваат, ни што кажуваме, го сетим го Што кажава, он само навреди Добро, во окей. Нас не интересира. што- Добро, во ред. Во ред. Ајде, Газблан. сега што предлагаме да се повлече до наредна седница, така ли? Да стави Тиквишко поле Водостопанство. Тоа што беаме. Договор. Согласно Значи не мора договор цел да го има тоа што не смета Еде, он рече мора да го праша, мора да го праша и другиот партнер. Нема ништо, не, Пенчо, нема ништо тајно таму. Да, тие податци може да се заштитат. Ама нема тајно ништо. Чекай малку. Има. Податци може да си заштитат. Добро лични податци. Да, тоа ги првите страни. Добро. Што е проблем? Го ставам на гласање предлогот на Пенчо да ја повлечеме оваа точка за наредната седница. Веќе гласам, И- гласам за тоа. Да ни достават од Тиквешко поле договорот со скриена форма на нивните податци, лични податци, и само договорот кој му е договор колку вода може да користат во сезоната. Во сезон, значи. Во текот на сезоната и во сезоната. Значи, не кај Да. залив. Не, водата они не може да го спират за нас. За нас мора да има вода. Го ставам на гласање предлогот на Пенчо. Кој е за? 9 за. Дај со чисти глави, да не е ова само нешка проблемни конфликти. Да, сега ние меѓу себе се расправиме, нема врска со. А сите сакаме да биде, јас сакам да бидам. Јас сум за се што се прави. Што да биде? Значи, Пенчо, добро, што одиме. биде, да, ти, што да биде? Оде, Игор. Печален Игор. И ти печалиш од праски, не заебавај Ја сега. не може да печалам од него. Зошто може да печалиш? Тоа што шпекулативно ќе работи на тие. Тоа што него тужиш Тиквишко поле, пријатле. Нема да го пуштам. Од него тужиш Тиквишко поле, не с друго. Ја не викам Продолжиме. ништо, јас се Одиме со правам втора, нас- да, извини. Одиме со втора точка. Точка 2/2, иницијатива број 12, 531/3 од 17.10.2022 година за урбанистички проект во опфат на урбанистички план за намена на Е1.13 површина соларни фотоволтаични електрани за поставување на фотонапонски панели на земја КП број 273/1 КО Паликура. Дали некој има збор за оваа точка? Инициативите сега ќе ги поделиме, тие се за фотоволтаици. Втора точка, Нови ли име? не, тие се си беа, само тоа е во точка 2, предлог, а вода да се една по една да ги ставиме на гласање, не од сите заедно. Окей, си ти минеш. И па тогаш ќе ставам на гласање. Кој е за? 9 за, одиме 2/2, исто инициатива за површи соларни фотоволтаици електрани во катастарска парцела 273/2 КП број 275/1. Исто во катастарска општина Паликура. Кој е за? 9 за.
2.4 инициатива број 12.509/1 од 26.9.2022 година за вклучување на урбанистички проект со план за приватизација во програма за изработка на урбанистички планови за општина Росман за 2022 година подесено од ДЗПТ Центар Хаус Инвест ДЛ Росман. Дали некој има збор за ова? Нема никој, ја ставам на усвојуваме и кој е за? 9 за. Одиме со третата точка. Предлог програма за енергетска ефикасност за периодот 2022 година до 2024 година на единица на локална самоуправа Росума. Дали некој има збор за оваа точка? Нема никој. За општината, това да се така само вода, не е ништо. Значи ја ставам на гласање кој е за. Чекај. Што? Точка 3 ли? Точка 3. Ајде, може да. Точка 3. Може. Ти ставаш да гласуваш. Може. Не, ја мислам дека речи ти може, ја мислам. Може на степа. Вака, околу енергетската ефикасност, значи ние сме против, ја само сакам да се надоврзам да кажем неколку работи, ние гледаме дека по некои општини се работат се местат фотоволтаици и по школи, и по општини, и по секакви обекти. Зошто кај нас тоа не е опфанато и да добиеме некоја енергетска поубава ефикасност и поевтина струја и дали тоа се мисли и се планира некој да се стават такви некои фотоволтаици кај нас, да дојдеме до некоја енергетска ефикасност. Тоа го прашање го сакаш или како... Дали се планира такво нешто кај нас да има на... Да. Поле гранчанка да го се хубаво. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани членови на Совет, почитувани вработени во општата администрација, почитуван член на Совет Павле, веќе кај нас се би рекол и завршен на таков проект од претходната директорка на основното училиште и сега советничка Анета. Токму фасадата е дел од таа енергетска ефикасност. Моментално ние како општина работиме на, како што спомнавте и вие, за поставување на проекти за поставување на фотоволтаици на крововите од основното училиште Пере Тошев, градинката и доградбата и на спортската сала. Така да мислиме на енергетската ефикасност и работиме на поставување на фотоволтаици. Благодарам. Благодарам, гранчаник. Дали некој друг има збор за оваа точка? Немам никој, ја ставаме за усвојување кој е за. 3, 6, 7, 3, 6, 7, 8. 8 за. Одиме со четврта точка. Предлог решение за усвојување на квартални извештај за извршување на буџет на општина Росман во периодот 1.1 до 30.3.22 година, квартал 1. Дали некој има збор за оваа точка? Ако нема никој, да ставаме на гласање. Кој е за? Кварталот, Бабинка. Кварталот од многу години ти требаш порано поминиме, не поминат, сега треба... Да, точка 4. Кој е за? Има ли некој друг за? Не. 1, 2, 3, 5 за. Воздржани? И тројица. Против, таа ти истича. Предлог решение за усвојување квартални извештај за извршен буџет на општина Росман период 1.1.22 до 30.6.22, квартал 2. Дали некој има збор за овој квартал? Нема никој. Ајде, Павле. Вака, значи нема, гласам одржано за вие квартални извештаи, се со цел да му покажеме тука на вработените во администрација дека треба да ги достават навремено. Има да јас не го ни разгледувам, не ме интересира, бидејќи не е доставен навреме, што има да разгледувам кога нешто е поменато, ние сме правели и ребаланс. Затоа се изјаснувам дека гласам воздржан, ради што не се навреме доставени. Добре, колега. Дали некој друг има збор?
Нема. Ставам на гласање квартал 2. Точка 5. Кој е за? 4 за. Против? Нема воздржани. Тројица. Не можам да кажем, не е тука. Еми, така не помине, што да му правим, не помине. Ние па тебе на Бранко не да не помине, па шо? Отидете стана сега. И под кај да Пауза. Ајде пауза да одиме со точка 6. Предлог решение за освојување на квартален извршен буџет на општина Росман, период 1.1.22 до 39.22 година, квартал 3. Дали некој има збор по овој квартал? Нема никој. Кој е за? 5 за. Кој е против? Нема. Воздржани? Тројица. Предлог решение за давање на согласност и усвојување точка 7, а не. Предлог решение за давање на согласност за усвојување на извештајот за работа на јавното комунално предпријатие Росуман. Ајде пауза, баче. Дали некој има збор за 7 точка? Предлог решение за давање на согласност на усвојување на извештајот за работа на јавното комунално предпријатие. Поволи Павле? Благодарам, председател, почитуван директор на јавното предпријатие. Го разгледав извештајот за работа на јавното комунално предпријатие. Пред се па и ми е ќеви што сте повторно директор, живеам чест па вас да ве прашам за некои прашања. Бидејќи ако беше друг, да се ме прашави, джаве беше. Веќе, значи, направих споредба со програмата на јавното предпријатие за 22 и извештајот за работа. И тука гледам дека баја ги работи што се влезени в програмата не се реализирани. Како и тога за програмата ве прашав за тоа беше за некои водомери, централни водомери. И денеска е од пише од 5 до 10 месеци, значи више сме 10 месец. Дали негде имате ставено такви водомери? Не. Немаме. Се пишат само. Се предвидени програмата, ама нема финанси. Така, значи такви има на сите населени места има такви. Да видиме загубата на вода со водомерите, влезните, излезните на резервоарот. Ама поради немање средства, значи не се надобрени, треба да се. Така, општината ви помагајте у некои делови, значи поварате некои средства, ви се одобрија и гледам дека пасте у негативна состојба комуналното предпријатие. Зошто е у негативна? Гледам дека нема нигде овдека од загубите на води, како што се со диви приклучци, нема реализирано нигде таков фанато некој, дали има такви загуби на вода. Или доколку има веќе ќе кажете дали има такви негде се загуба на вода, да има на диво приклучоци. Сега за сега тоа после ќе видиме. А имаш ајко. А сега што го праша само за водомерите, onda да одговори. Работењето на првите 6 месеци е према финансите кои што сме ги имали и потребите кои што биле необходни за работењето. Знаете дека основната дејност е изнесување смети, водоснабдување, како и одржавање на мрежите за водовод и за канализација. Добро е да тоа што е ставено програмата да се реализира на годишно ниво, поради тоа што имаме кусок на финансиски средства заради тоа. Инаку загубата пред се повеќе знаете сите, да не зборуваме сега да не се кажуваме. Така е поради покачувањето на цените. Нафтата отиде со 100% повисока цена, струјата исто така, репроматеријалите исто така се зголемени. Така да ако сме имали набавна цена на нафтата од 55 денари, овие последните знаете 5-6 месеци каква е цената, исто и со струјата, исто и со репроматеријалите, што ги користите нашо не треба. Само заради тоа е, заради нешто друго. И поради тоа и една од најдните точки што образложиме е покачување на цените на
комуналните услуги в Видински смет, заради рентабилност на работението на предприятието на наредниот директор, пошто сега се уведе директор и немам намера да само един мандат изгледам. Вие съм 6 месеци колко ще ми е дозволено и после това немам намера да направя директор, но значи тук сум за да това ще е сработено, да кажем, ще е сработено и вече чим останувам още 6 месеци, значи да изтена работа заедно с цела 2022 и с завършата сметка на край, кое ще имате можно така гледа. Това, дали ли друг има прашање? Нема. Да ставаме на осуѓување. Кој е за? 4 за. Ти гласаш? Кој е против? Нема воздржани. 4. 4 за, 4 воздржани. Точка 8. Предлог решение за освојување одлука за отпис на расходување на основни средства и ситен инвентар во собственост на ЈПГД Росоне. Дали некој има збор по оваа точка? Нема, некој оставано. Ајде, бе. Не бързай. Што ти? Што си пошвиш расходување? Ајде би сакал само да го прашам директор, кои се тие за отпис? Што има за отпис? Камионот, овој што е заставата, старата џубрака. После тие отпис што следи? Како е процедура? Сите други стари возила кои што се пренесени со одлука на Советот 2012 година, тоа се автобусите и некоја таму цистерна, ги знаете тие во. Да, горе. Тоа се оде продажба на јавно надавање. А како ќе се отпишат, на чие име се продават? Како ќе бидат продавани? Што ќе продаде? Јако комуналец. Со поставка. Со јавно надавање. Јавно надавање. Окей. Да, ставам на гласање точката 8 за расходување на основни средства. Кој е за? 9, ствари 8 за. Точка 9. Предлог решение за освојување одлука за утврдување на висина на цената за вршење на услуги према правни и физички лица. Кратко, само пред да поставите прашање. Значи, одлуката не е променета од 2007 година. Сега и прв пат носим вака одлука, која што се промените цените за събирање, транспортирање на комунален отпад без променена цена за вода. И тоа за домаќинствата за 0,4 дени и за правните лица допълнително на таа цена старата 1,5 денари. С тоа што предлогот е домаќинствата за купен стамен простор да имаат цената да му е 1,40 дени, дворната површина 0,40 дени, за правните лица покриен простор да биде 4 денари, извините денари, правни лица дворна површина имаме 1,20 денари. За другите и додадена е ставена цена за услуга со трактор, пошто немавме одлука до сега донесена никаква. Знаете да има потреба во таа работа, сигурно повеќе пати. Има нешто најважно, багерот кој што беше на една од претходните седмици со одлука на Совет даден на комуналното, но не беше уште, не е уште прифатен. Со оваа одлука се регулира цената на работењето на багерот за еден час 2500 денари, како и употреба на трактор без работници 700 денари и со работници 1000 денари. Надоместите за приклучите остануваат исти, закупот за тезгите остануваат исти, овие правните лица од Росоне што се дуќаните и таквите остануваат исти. Тоа е предлогот, со тоа што анализите покажуваат дека на годишно ниво ќе се зголеми буџетот на комуналец на купно фактурирана и на 100% наплатена услуга за 2.112.309 денари купно. Знаете, самите на крајот на годината од 85 до 90% бил наплата, така да околу 1.800.000 денари би бил дополнителниот приход кој што ќе ги задоволи потребите кои што се во моментот неопходни за неколку работи.
Дали некој друг има прашање? Павле Павле? Директора, само малко да ги разграничиме, значи да не ги ставаме у исти аршини, да ги гласаме заедно цените на водата со багерот. Не, цените на водата не се чекат. Цените на водата се остануват исти. Само цените на багерот се стават, да, сметка за да може да наплати. Че до 2024 донесени со регулаторна комисија се тоа се останува исти. До милење со. Добро, оставам на гласање точката 9, предлог решение за усвојување на одлука за утврдување на висината на цените за вршени услуги према правни и физички лица. Кој е за? 5 за, против, нема воздържани, 3. Точка 10, предлог одлука за утврдување на приоритетни на проекти. Градоначалник тука нешто ќе каже кои се приоритетни проекти или пишува. Некој не сака, ајде вака, некој не сака збор за оваа точка? Не. Така, за улицата што. Ама не знаем, не знаат ништо. Добро. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитувани членови на Совет, во однос на последната точка, тоа е на утврдување на приоритетни проекти, се работи за улицата Гоце Делчев и за улицата Стерио Несторовски, за улицата Гоце Делчев, која што веќе е во постапка на тендерирање преку Министерство за транспорт и врски. Потребно ни беше да донесеме оваква одлука за приоритетни проекти односно тие две улици. Вие знаете дека со годишна програма ги предвидовме, меѓутоа ни говора и ваква одлука со цел да доставиме до Министерство за транспорт и врски. Ви благодарам. Дали некој друг има прашање? Нема. Не ставаме на гласање. Кој е за? 8 за. И точка 11, разредување на барања за финансиска помош поднесена од физички лица. Дали некој бара збор по оваа точка? Барања од Гаврилов Крст. Веста негова не е добра, има лекарско мислење, доставено. Мислам дека на човек му треба помош. Само да дефинираме која сума, пошто он бар не напишал сума која му е потребна, значи треба да одлучиме ние колку. Максимум 15-20. Да. Ја мој предлог е да дајме 20.000. Тоа на финанси не знаем како стои. Може да и. Добро, значи ќе одобриме 30.000. Доставам на гласање кој е за да одобриме 30.000 на побарањето на Крсто Гаврилов. 8 за. Почитувани советници, завршивме седмицата, 16-та седмица на Совет на Општина Рос. Ви благодарам за присуствието.